Може ли просто да ни објасните како успеа да стапат со вас во контакт и од тука кој е протоколот по кој што се водите вие како премиер кога треба да разговарате со некој политичар од висок ранг? И во случајот, например, го спомнавте Борис Џонсон, во првите 10 минути открива дека од другата страна е манипулација и го прекинуваат разговорот. Во вашиот случај се работи за 60 минути разговор. Сепак не е малце. 3 разговори. Кој е протоколот? Има ли други луѓе на линија? На кој телефон разговарате? И останати прашања. Протоколот не е дека се снимат разговори или има друг човек на линија за овие разговори. Обично седи до мене мој советник и прави записник од самиот разговор, додека јас телефонски разговарам. Секако практикувам и јас и многу други политичари директна комуникација, кој што гледате се случува на WhatsApp, се случува директно на телефон, некогаш се случува на некои од другите апликации кои што се користат, се во зависност од каде сте, перцепцијата за штедење на разговорите кога разговарате со странство или слично, но првиот разговор е овде во канцеларијата. Значи јас сум на работа, побарано е од председателот Порошенко, наводно председателот Порошенко, да стапи контакт со мене, давам термин измеѓу состаноци, кога е, и тогаш разговарам, кај мене седи службеник, најчесто тоа е за надворешна политика Дане Талевски, или ако е некој за европски прашања или европски политичар, се случува да биде Бојан Маричич или дел од другите советници, да ги спомнувам нивните имиња, кои што водат записник, прво записник за да остави архива во државата и второ да соопштиме на медиумите. Знаете дека е со председателот Пенс до сега имам 2 или 3 разговори. Секогаш сме објавувале во јавноста содржината на самите разговори. Слично, секако тоа преку записникот кој што се води, се што се разговара внатре, веднаш споделуваме со јавноста и секако останува во архивите на државата.